Почитувам председателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Најпрво сакам да потенцирам, како што претходните колеги потенцираат, дека ВМРО ДПМН заедно со коалицијата го поддржува секое намалување на таксите, судските такси, во однос на поголема пристапност на граѓаните до правдата. Меѓутоа, сакам да ви потенцирам дека ова решение, кое што го предлагате, Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, најпрво сакам и популистички да потенцирам, како што текот на расправата колеги потенцираат дека го образложам ВМРО ДПМН заедно со коалицијата. Најпрво го поддржува секое намалување на поддршка во однос на ова законско решение кое што ја добивме и добивте и намалување на таксите. Ќе го поддржаме и понатамошното во однос на големо донесување на ова законско решение до правда. Произлегува токму и од нашата програма. Сакам да ви потенцирам дека ова решение коалицијата што го за предстојните, односно за претходните избори со кое што настапивме. Меѓутоа, разликата од ова законско решение, за кое што наведувате дека било доставено до надлежните институции и има мислење од надлежните институции. Никаде не ги видовме мислењето од надлежните институции, никаде не ги видовме кои ставови ги имале надлежните институции и како е дојдено до оваа сума на намалување на самата највисока граница на судските такси. Ние предвидувавме дека ќе ги намалиме судските такси, но процентот на намалување на судските такси ќе биде утврден врз основа на претходно направена анализа на висината и одржливоста на судскиот буџет. Тоа беше предвидено и секако ќе интервенираме, иако со вака предложениот измена и дополнување на законот со отварање на членот за намалување на судските такси сме многу ограничени во однос на тоа да можеме амандмански да интервенираме во овој дел, односно во подобрување на целокупното законско решение. Сепак, ние како ВМРО ДПМН и коалицијата ќе поднесеме амандмани во однос на подобрување на текстот на законот за судските такси. Всушност, како што рекоа и претходните говорници, ова ветување не ви е од последните избори. СДСМ ова го ветуваше уште во парламентарните избори во 2016 година, а истото влезе и во програмата на владата во 2017 година. Едни од точките кои што ги ветувавте покрај намалување на висината на судската такса беше и тоа дека судските такси во однос на тужбените барања, кои што се однесуваат на тужби за прекршување на правата и слободите на граѓаните во Република Македонија, ќе бидат наплатувани откако ќе завршат првосилно судските процеси и само во случаи кога овие случаи ќе бидат загубени, односно подносителот на тужбеното барање ќе го загуби тужбеното барање, исто како што е во Законот за парнична постапка, ќе си ги намири трошоците. Но овде од парламентарното мнозинство, на кој што ова ветување име веќе 5 години, го отвараат Законот за судски такси со измени и дополнување, без да ги отворат точките на кои што се однесува овие ваши предизборни ветувања. Односно, директно до заменик министерот, истото го прашав и министерот, зошто со овој предлог на изменување и дополнување на законот не се отворени и членовите 3, 4 и 10 од истиот закон, каде што судските такси ќе се регулирани, начинот на плаќање на судските такси, истите ќе бидат наплатувани по завршување на спорот, а не како до сега истите да бидат авансирани, а знаеме недовербата кај граѓаните од над 60% во правосудните системи ги дестимулира истите да пристапуваат во судовите за заштита на нивните права пред државните органи, бидејќи сите се држат до тезата дека кога се тужат со државата не можат да го добијат спорот. Ова го потенцирам бидејќи заложбите ви се декларативни. Цели 6 години чекате да ги измените само во однос на висината на судските такси. И ако толку е транспарентно предложено ова законско решение, со сите мислења од надлежните институции, зошто вие, како парламентарно мнозинство, кои што бевте најголеми критичари на тоа дека законите се носат
зад скриена форма, односно истите не се стават на ЕНЕР, не се доставуваат до засегнатите страни, токму тоа еве го правите. Ако овој закон ви е транспарентно донесен, односно во транспарентна постапка сакате да го донесеме, зошто конкретно до заменик министрот, зошто истиот не е ставен ниту на ЕНЕР, каде што сметаме дека ќе добиевте многу подобри предлози од она што го доставувате. Популизмот кој што го ширите со ова решение е всушност во недостиг на правда и со самиот чин на поднесување на кривична пријава, вие граѓаните ги ставате пред завршен чин и ги линчувате како осудени лица. Зборот дека со самиот факт на намалување на судските такси нема да се донесе она ниво, потребно ниво на воспоставување на правда и правна држава. Сигурноста на граѓаните пред институциите, сигурноста на граѓаните пред судовите и охрабрување на секој еден граѓанин да пристапи пред надлежните судови во заштита на своите сопствени права кои што му следуваат согласно законот и уставот. Во наредниот период ќе го доставиме амандманот на кој што се повикуваме, меѓутоа уште еднаш потенцирам, со самиот начин на доставување многу е ограничена ситуацијата каде што можеме да интервенираме амандмански, а сметам дека ова ви е смислено направено. Зошто? Бидејќи ви е ветено во програмата и во владината програма и очекувајте, почитувани граѓани, дека за месец, 2, 3, 4 по потреба на мнозинството за одредени дали предизборни цели или за скријување на некои поголеми скандали во судството, овој закон повторно ќе дојде овде пред парламентот, повторно ќе се отвараат членовите кои што претходно ги наведов, односно 3, 4 и 10, а ова ќе се прикажува како револуционерно решение, револуционерни измени кои што можеше во еден потек на ова расправа, со ова изменување и дополнување да се затвори самиот процес на законот за судските такси. Меѓутоа, очигледно на мнозинството ви одговара што подолго да ги држите овие теми, бидејќи се чувствителни и за граѓаните се прифатливи ова намалување на таксите, а и наредните измени и дополнувања кои што сигурно ќе ги очекуваме и во однос на тоа дека социјалните случаеви ќе им ги намалите таксите, за дел ќе бидат ослободени, меѓутоа доправа ќе ги видиме вашите предлози и доправа дополнително ќе разговараме, односно наместо да се занимаваме со суштински проблеми, со суштински измени и дополнувања на законите од целата сфера во правосудниот систем, ние само ќе се занимаваме со суштински, односно несуштински измени кои што на повеќекратно ќе ги доставувате во собранието за да се одвлече вниманието од суштествените проблеми во правосудниот систем. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.